Добри вечер, почитувани гледачи, добри дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Оваа вечер ја посветуваме за прв пат од трагедијата која што е меѓу најголемите, ако не и најголема во Македонија од незиното постоење, а тоа е Кочанската трагедија, дискотеката Пулс и губењето на 60 и повеќе млади животи. За прв пат ќе разговараме на еден директен начин со личност која што на своја кожа, за жал, го почувствува сето тоа и загуби свое дете. Ќе говориме од аспект на тоа што и како делуваат родителите, како бараат правда, што очекуваат и како се живее со болката од една ваква трагедија. Навистина, една тема која што е најмалку од се лесна за разговор, но понекогаш е добро да се разговара, затоа што во јавноста се слуша се и се што, а новинарите се тие кои што бараат одговори од едните и од другите и се обидуваат да влијаат, да има правда и ако може на било какав начин да им се олесни на луѓето кои што загубија она што им е најмило во целата таа трагедија. Томчо Стојанов, родител на Андреј Стојанов, дете кое што го загуби животот во трагедијата во Пулс, е наш и ваш гостин вечера. Господине Стојанов, добро вечер и пред се ви изразувам сочувство и најголема жал за тоа што ви се случува и желба да издржите и да можете да живеете понатаму како и оваа година и повеќе. Прво, пред се, голема благодарност на вас, новинарите, за големото разбирање и поддршката што ја имате од ваша страна спрема нас како родители, пошто ние што ја доживеавме болката, никој да не ја осети ни секунда во неговиот живот, поголема казна и поголема загуба од тоа нема. Ти дете што си го створил, што си го чувал, школувал, кога станало свој човек да го загубиш, некој да му пресуди во име на криминалот, на корупцијата, на митото, само парата и ништо друго не е битно, за да нашите деца ги платат сите тие малверзации, сите тие злодела со нивните животи, ни криви, ни дужни, затоа што отишле на концерт кој го некој организирал, со самото плаќање на влезницата на тој концерт, некој требало да им осигура безбедност, сигурност, а не у стартот на животот, у најубавите години, да живи горат и да ги загубат животите, а со тоа сите желби нивни неостварени и иднината на 63 деца да биде уништена. И за тоа и јас како родител што сум го почувствувал тоа на свој, како да кажам, Директно на своја кожа. Точно, саках да речем дека на свој грб, на свој плеки, по-тешко од тоа нема за никој родител. И самата ситуација, како одминува, и настаните што се случуваат, и со тоа што почна периодот на судски процес, и гледаме тој судски процес на каков начин се одвива и како мине времето, ние се осеќаме како да сме, така кажано, државни непријатели, како да сме отфрлени и како да сме терет на нашата држава. Ние како лојални граѓани преди се на оваа држава имаме обврски спрема државата да поштуваме закони, да поштуваме нормативи, да исполнуваме, ама и државата треба да се солидаризира спрема нас, пошто помина една година од трагедијата, државата некако во стартот со врвот на државата имавме обеќавања дека случајот Пулс експресно ќе биде решен, дека случајот Пулс е капак на сета ситуација во нашата држава и заради тоа
ако не се реши експресно, не треба ни да постоиме како држава, ама минајќи времето, гледаме дека се разводенува ситуацијата и се покриват многу испреплетени мрежи со тоа што испаѓа дека за да се реагира и у некоја нормална демократија, случајот што беше десен, ќе имаше оставки и на влади, ќе имаше оставки и на министри, ќе имаше експресни судски процеси, да ги земам случаевите на Турција, на Кина. Они се светски велесили, поготово економија, поготово моќност, а од друга страна демек ние сме демократски држави, дека сме со права, со закони, со нормативи, ама некако испаѓа на хартија се тоа напишено и тоа сега како почнува процесот на судење, тие закони, нормативи и правила само важат за нас, родителите, оштетените, а додека оние што се сомничат, толку разработена шема и толку разработена мрежа за да испаѓа дека не само директно обвинетите, голема мрежа тука на големи, така да кажем, играчи и се настојува нашата ситуација толку да биде сведена и омаловажена на некој начин. Само бројката на 63 млади животи, на них ништо не им значи и не им представува. И според тоа, ние уште еднаш ќе ти кажам, се осеќаме отфрлени, омаловажени, понижени и настојуваме на секој начин и за тоа го формираваме Сдруженијето. Сдружение 16 март 16 март 2025. Да, така. Точно. Покрај сите работи, така да речем, што сами се организираме околу средување тамо на споменици, околу тржење за место во градот, за спомен обележје, тржење донатори за помош за финансирање на тоа спомен обележје, пошто сме сами оставени на себе и на секој начин се работе да не разединуват и голем дел имат у тоа успеано, ама тие што сме преостанати до максимум за своите деца, за своите права, ќе се трудиме една правлина да истераме, пошто сме ние свесни нашите деца се загубени. Ние не можеме да ги вратиме. Ама една стварност да искоче, некој малку да го гриза совеста, да има човечност, пошто некако, уште еднаш ќе повторам, државата не се солидаризира со нас, не застана за нас, иако ни беше обекено, иако ни беше кажано дека стои за нас, ама некако од тоа ништо нема. Кога се работе за интереси на, така да кажем, политички или бенефит, економски интереси, нашите челници без проблем на партиска обојност преко ноќ решаваат за зголемување на нивни плати, на нивни апанажи, на нивни одмори, на нивни дневници, донации, а ние сме препуштени сами на себе и спрема нас се реагира и се понашат како ние да сме замарачи на некој со нашата ситуација, на нас со тие изјави, па дека на нас местото ни било таму дека са починалите нашите деца. Да не одите низ градот и слично, така? Точно, пошто имали економски загуби, продавачи во разни дуќани или како да кажем, и тоа ние го правиме само еднаш у недела, а сега на 2 недели еднашка
заради тоа што гледаме дека нашата ситуација настојува се да биде толку разводената и омаловажена, пошто знаеме кој е реномето на нашето судство и на нашето обвинителство, пошто кога примерот ќе го земам на атентатот на председател Глигоров, до ден денеска остана не разрешен. Мистериозното убиство на другиот председател Борис Трајковски исто така приведено, некое е прикриено, некако сумничево решение, така да и нашата ситуација не загрижува за тоа што ние како родители што ги изгубивме нашите најблиски, го чувствуваме на свој грб, пошто кога почна судскиот процес сега, ние само имаме право да седеме и да слушаме и да траеме. За нас важат законите, за нас важат правилата, прописите, а обвинените со нивните ценети скопски адвокати, кои за кои крвави валкани пари го своето реноме го фрлат во, така да кажем, на ѓубриште, ама на них се им поважени парите, на кој начин делуват и се понасат и имат слобода и имат право на секакви понашања, на секакви изговори, настојување, одлагања, дека се болни, дека се во лоша здравствена состојба, дека такви прашања подставуват и делуват и притисок се праве на сведоците и на нас родителите и на крај ние се осеќаме дека ќе испаднеме виновни за тоа што сме дозволили на еден начин нашите деца да идат на диско, а тоа се полнолетни личности, школовани личности, што имали своја иднина, своји идеи, а од друга страна обвинетите испаѓа дека за нив има голем штит, голема мрежа исплетена, за да се прикрие тоа, на секој начин се настојува да се омаловаже, ама која добро познава македонската историја и разбира, знае кои се гимиџиите и ради такви човечки неправди што имат правено за да луѓето сватат кои се што се, така и ние на некој начин до последна, што се вика, капка на сила или до последниот отчукај на нашето срце ние ќе се бореме, пошто ние сме така кажано физички и психички толку повредени и толку уништени што само како фигури обстојуваме. Инако лесно е на наш грб некој сега да покажува моќ, некој да мудрува и некој на секој начин, како да кажем, настојува, ние сме на рабо на провалијата, скроз да не бутне и нас да не нема. Како здружение, веројатно малку поинаку се работите, овде сте здружени и се обидувате да барате правда. Што е она што го очекувате и на што забележувате, еве, не само во судскиот процес. Бевте обвинети како родители дека сакате пари за своите деца. Ако нешто погрешам ќе ми простите, ако нешто звучи непримерно, но нели бевте така обвинети дека битно им е да земат пари, а загубиле деца. Бевте обвинети зошто сте ги пуштиле да излезат, па и малолетните, па ако биле малолетни, ако бил објектот добар, немало никој да загине. И во судскиот процес има обвинување, нели, дека обвинение тоа е направено така за да се разводнува. Каде најмногу ги лоцирате сите ваши забелешки и како можете да влијаете воопшто на се? Па, ние уште еднаш ќе повторам, го имаме формирано ово здружение начело со нашиот председател Александар Нунов и неговата заменичка Марија Панова. Голема благодарност за нив, за нивната борбеност и пожртвуваност и трудолюбивост, за тоа што ние се трудиме на секој начин да
искараме правдината за нашите деца, за тоа што на секој чекор ние нааѓаме сопка. На секој чекор, тоа го имам кажено, дека ние сме, како да кажеме, жигосени, како терет да сме на државата, како да сметаме ние на некој. И затоа ние просто кажено не веруваме на институциите што, да речеме, вика дека се државни институции, кои требало да ја вршат професионално и одговорно својата работа. Ама тие институции се толку партиски обоени, толку подмитливи, корумпирани и толку непрофесионални партиски војници, со исклучок на поединци што реално си ја работат и свесно работат, грото е таа што само служат на некои партиски интереси, на некои лични интереси, и сега со оваа ситуација ние сме толку на еден начин понижени и се настојува да се најдат изговори за тоа што демек ние сме тражили пари, ние пари не сме тражили, државата сама требаше да застане за нас, да се солидаризира. Зашто кога се настанат катастрофи, кога се настанат такви случаи како нашиот, тие државни фондови се за тоа. Друго, државата, како ние нејни граѓани, мислам дека сме имали право како врзници на таа држава и требало и да имаме од таа држава и разбирање и помош, и да не бидеме како у јавноста искажено ние сме загубили деца. Господин Стојанов, нели, ако направиме една паралела, можеби ќе звучи банално, меѓутоа ќе се случи елементарна непогода, мраз или поплави, па добиваат обештетување. Тоа е тоа. Овде се прави дали требало или не, мислам некако. Ама дали требало? Јас тоа го кажувам, дека самата држава требаше да се солидаризира, а не ние дека сме тржили пари. Парите се основен покретач на се, а у оваа ситуација што ние сами се организираме, благодарение на донациите од нашите луѓе по светот и тамошни луѓе, и од тие донации голем бенефит остварија и владени и невладени организации и црква, кои средствата у име на семејствата на починените деца се собирани и донирани, а се доваѓане на нивни сметки, а тие без никаква консултација со нас, родителите на починените деца, се ги распределували и изговори дека на повредите, точно има повредени, треба им помош, ама голем дел од тие средства, кои се ги земали, колку се ги земали, како се ги делили, само тие знаат, демек, они решавали според некои нивни правила, а без наша согласност и знаење, а од друга страна луѓе по светот, примери од Австралија, доваѓат, прашуват, каде се нашите средства, сите кажуваат дека они ги донирали за болницата и тоа што е донирано, и тоа што е неискористено, и тоа не функционира, а тоа е мал дел, големиот дел, кој го земал, како го земал, на кој го давал, само тие знаат што го делеле, а од тие средства нашите семејства дали имат 5 до 10% добиено од тие донации. Другото е се, така кажано, разграбано, однесено и со тај изговор дека ние сме тржили пари. Ние сме, пошто државата не е искочила у нас сусрет и не е солидаризирала со нас, ние у тај хаос, у таа загуба сме немокни за да функционираме, да работиме, да оствараме плати, примење, пошто никој не го интересира за нашата ситуација. Сметките доваѓат, трошковите треба да се подмируват и на крај што ќе се каже дека ние не ни било за нашите деца, ни било за пари.
тоа што го мислил, коментирал, кажал така, да не се изразам така злобно идиотски, таквија средства нека потражи Не дај Боже да му треба. да му требат, па да Не дај Боже. да не биде, ама толку се луѓето злобни и на наш грб какви се не изговори стават. Ја не знам дека е хуманоста, дека е човечноста, дека е самата психа на тие луѓе. За жал, тој дел има често пати коментари, аман доста од протестите, доста вие по медиуми, доста барате, одете. Каде ви е местото? Така, мислите ли дека сепак има уште во луѓето сочувство, емпатија, бидејќи можеби се тоа поединечни случаи? Како гледате, како луѓето ја сваќаат вашата болка? Сите коментари добро ги кажавте и се точни, дека луѓето били изморени од нас, дека местото наше било на гробишта, дека работата е таа што животот продолжува и луѓето немат намера да се замарат со нас, а да ги прашам ја тие луѓе, што се виновни били нашите деца и ние како нивни родители, за да ја имаме оваа судбина и да ни биде на нас местото таму. Дека им е човечноста на тие луѓе, како им е таа мисла. Ние по која нивна математика и по која нивна арбитража дека нашето место е таму да идеме да плачеме само и да жалеме за тоа што ни се нашите деца заслужили тоа, ни сме ние како родители заслужили тоа што не нас најде. И за тоа луѓето мал дел, верувам, имат некоја емпатија, а поголемото мислам дека не се имали, нема да имат, пошто, пример ќе кажем, луѓе од Америка, Австралија, Канада, од Западна Европа, никогаш не се били тука по потекло, да речеме, од разни краишта, дојдено поштовање, да запалат свеќе нашите деца, а луѓето тука што се ги познавали нашите деца, што живеат на 2 чекора од вечните почивалишта на нашите деца, толку им е тешко и толку не се изразили сочувство, па ако не може да изрази сочувство, ако неке, баре нека не остават сами да се снајгаме, а не дека ние сме терет на некој. Ние на никој ништо не сме земали и на никој ништо лошо не сме направили. На нас ни е земано и на нас ни е лошо направено и сега не обвинуват ние како да сме виновници. Вие мора да живеете со тоа и со сето тоа очигледно, а во ситуацијата како здружение во моментот каде се насочени вашите напори, дали најмногу кон судењето кое што каде што имаше тргање на една обвинителка, ако не се лажам, каде што сведоци не доаѓаат на судењето, каде што вчера имаше едно за мене не знам, ни упат, како што велат старите, прашање кон дете што било, девојче кој што било во дискотеката плюс и повредено, и му велат ти да не си инженер, па да знаеш што горело. Мислам, некако тоа ме извади од такт, верувам и повеќето луѓе. Каде се, во која насока се активностите на вашето здружение и што очекувате? Па, како што кажав, сега ќе повторам, активностите на нашето здружение се покрај сите други, така да ги кажам, споредни, пошто чистење, одржување, средување околу споменици и за спомен обележје и за ово што беа сите обележја околу годишнина, околу организации, сега најважна цел на нашето здружение е борбата за да докажеме вистината дека нашите деца не се ништо лошо направили и не се го заслужили тоа живи да горат и да настраѓат, а ние како родители уопште не сме допринесели за тоа да нашите деца настраѓат и да не обвинува некој дека
зошто се отидени децата на диско, зошто сме ги ние пуштеле, тоа диско го е некој организирал и со години е функционирало, со мито, со корупција, така да кажем, еден локален криминалец од чистач до председател у држава толку години да ги држи под мито, под корупција, под подкуп и никој да не осеќа никакво чувство на одговорност. Па зашто се тие институции, зашто ние таа држава правна, демократска да ја кажуват? Значи, кога никој совесно и одговорно се знаело дека се работи на црно, на криминален начин, а никој не презимал ништо, и сега секој изговор наѓа дека неговиот претходник, дека тој не знаел, а гарнитурите политички како се менјавале на власта, криминалот безпрекорно функционирал, сите малверзации, сите подмитувања безпрекорно функционирале и се тоа течело до моментот додека се деси катастрофата. И сега вината никој не ја осноси, никој не ја осеќа, никој дори нема чувство дека е загубени 63 млади животи. Тоа едно, не знам, поразително, страшно застрашувачки, без некакво чувство. И на секој начин се настојува да се разводене, омаловаже нашата ситуација и спаѓа дека тука, пак ќе кажам дека големи играчи се туку умешани и големи се сделки правени за тај голем временски период, и сега за да се прикријат и за да услугата што им ја правил господинот Декот, за да го дуго спрема него од работата на некој начин, ќе настојуват на секој начин да се нашата ситуација скроз се омаловаже, и затоа целта на нашето здружение е до последна атомна сила ќе се бореме, пошто нашите деца се отидени, нашите животи не се ни уопште ни најмалку вредни, пошто нашата еднина ја нема, а сега некој нека помисли како ќе суде, како ќе пресудува. Уште еднаш ќе го спомнам понашањето и делувањето и прашањата на адвокатите на осумничените. На нив им е само важна валканата, крвата пара, на нив не им се важни животите на младите деца што ги нема. И толку са, така да кажем, мизерни унијните делувања и понашања и прашања, што не знам дека е професионализмот, дека е хуманоста, дека е човечноста. Ќе гледаме веројатно, бидејќи во судските постапки вообичаено има најразлични, тоа се веќе работи кои што не се секогаш поврзани со моралот и етиката, некош се брани неодбранливо, тоа е работа на адвокатот. Ќе гледаме такви ситуации и не би сакал да коментирам за тоа, но тоа ќе го гледаме. Ако се присетите, на старт веднаш беше кажано дека државата ќе им помогне и секој кој што може ќе помогне на семејствата на загинатите. Што ви беше ветено, што добивте, што не добивте досега како било каква помош? Настрана она што Сапорт Кочани го правеше, настрана она што собирал Црвен крст и слично. Па тоа неколку пати го кажуваме и пак ќе го кажеме дека кога се деси катастрофата, државата начело со челниците што ја водат, што ги имавме средбите со нив, ни беше кажано дека стои зад нас, дека гарантира за сето што ќе се деси, дека во еднина секоја ситуација, каква и да е, државата е зад нас. Но како минеше времето, се испостави дека само тоа остана празни витувања. Дека како минеше времето од тие витувања дека е државата за нас, дека ќе не солидизира, дека ќе не помага, дека ќе не разбере, дека ситуацијата експресно ќе се разрешува,
се разводенува. Само примерот е тај што дека почнува изјави дека тоа е судско-обвинителска надлежност, дека не е надлежност на парламентарци, на влада, на челници на водачи на држава, дека тоа е според закони, според правила, има одговорни луѓе кои си ја знаат работата и кои ќе ја водат работата како што треба. Ама како што мине времето, тоа се испоставува дека и поради, да речеме, истикување на законски колку години обвинителката е била представник на тоа обвинителство, не е продолжено нейното делување, нов обвинител, па тука временски период поминува новиот обвинител, како ќе делото свати, покрене, колку му треба време, и се тоа не нас толку исцрпува, толку омалуважува, и да кажем дека некако од сите обеќавања, од сите кажувања останаваме сами на себе препуштени, и на крај само тоа пак ќе го повторам, дека се осеќаме отврлени и се осеќаме како да сме државни непријатели и како да сме терет на државата. Ово им го кажувате на факторите, на политичарите, на пратениците. Што ви одговараат нова? Ви имате контакти, се среќавате со луѓето. Точно. Па, нашата ситуација, сите ја добро знаат, сите се свесни за се, само пошто секој некако тоа така делува искажено, јас сум настрана, не сум изгорен, мојата ситуација е добра и не сносам никаква одговорност, имал сам среќа што немам јас таква катастрофа, ама утре не знаеме дека кој што и како може у животот да помине, зарад сме ние помислували дека до овоа ќе дојдеме и дека овоа нас ќе не снајде, и од кажувањата и од обеќувањата испаѓа дека вината никој не ја сноси, никој не знаел за криминалот, за дека општеството ни е толку труло, дека никој не знаел дека е се корумпирано и дека требало да бидеме сега ние стрпливи, требало да чекаме за да помине временски период, се да дојде у некоја норматива, и од друга страна свесни се кога каже се дека ово е бело и белото е бело, а црното е црно, а не е обратно. И толку е поразително што испаѓа дека во оваа наша држава правото е криво, а кривото е право. И така да вербата е толку на ниско ниво спрема институциите и спрема нашите представници, и да кажем, ни самите не може, шо вика, ни самиот Господ, така кажано, не знае што ќе биде од нашата ситуација. Генерално, дали заради очекувавте ли, бидејќи сите знаем во држава дека довербата во судството беше многу ниска. Знаем политиката каква е и што значи политиката воопшто и во каква држава живееме долги години. Мислевте ли, очекувавте ли на почеток по тие ветувања дека навистина ќе има малку поинакво судење, поинаков однос, бидејќи станува збор за нешто што е сосема поинакво, за жал, од сите други пракси и случаи кои што сме ги имале, судења за криминал и за корупција, не зашто ова е нешто што однесе млади живот, е голема трагедија, и очекувавте ли дека можеби малку поинако ќе профункционира судството во овој случај? Па, прашањето е на место ние не само за судството, целокупно, вкупно системот, можеме да вкупно кажем, мислејќи дека ќе преовлада чувството на трезвеност, чувството на човечност, на самокритика, дека малку ќе профункционира целокупно кажано државата на едно некое, да речеме, праволиниско функционирање,
пошто од оваа трагедија поголема нема толку млади животи да бидат згаснати, толку желби недовршени, толку иднини семејства да бидат уништени, толку сме разочарани што на некој начин со исто, дури и поголемо темпо продолжува криминал со разни афери, со разни тонажи на марихуани, на дроги, на малверзации, со исти начин на организација на некои прослави, на некои представи, на некои концерти, без најосновни елементарни услови да се обезбедат. Пример, ја взимам вашата телевизија. За да биде пуштена таа да функционира, треба да исполни нормативи. И тај концерт, кога е организиран, требало е да има, според сите нормативи, полиција, требало е да има брза помош, требало да има противпожарна екипи. Ништо од тоа нема. А сите се знаели дека има концерт. И тоа диско е функционирало повише години без некој да укаже дека тоа е незаконито, дека прво нема лиценци, после има лажни лиценци, дека се прикажуваат едни документи за еден објект како кафе-бар, а од друга страна функционира тоа. После тоа, кога биде катастрофата, уизјави синот на прво обвинитиот, на негово име нема никаква материјална вредност, никакви објекти, никакви, а од друга страна поднаса кривични пријави за обештетување. И неговата сопруга исто така, според изјави, нема ништо учество во тие сделки, нема ништо на нејно име како собственост. Од друга страна, взима големи суми на пари од издавањето на опремата што били во тој кафе-бар. И сега никој ништо, сите замижуваат. Значи, премногу елементи кои што укажуваат дека нешто не е во ред, ама никој не преземал нешто. Точно, сакам да го докажам и до крај тоа. И како прво обвинет, осумничен, во затворска келија, да му бидат пронајдени телефони. Па тоа го нема ни во Колумбија, па тоа ќе ни заведат сите. И според исказите, додека не се докаже дека е обвинет, никој не е виновен. Па поголемо доказ со тоа имале, никој ништо не значи 63 млади животи што ги нема. Каков доказ се тражи? Кој и шо мисле со тоа да искаже дека ако не биде обвинет, се додека не е обвинет, сите имат право и сите се осеќат дека се слободни. Епа, што треба да се десе за да се осеќа некој виновен? И затоа пак ќе кажам дека толку сме разочарани и толку делувањето на нашите, така кажано, институции е поразително. Чувствувате ли дека со текот на времето имат коментари као дека се губи силата, се губи еланот, немат веќе толку енергија да бараат, така се коментира. Точно, значи, точно. Дали има опасност да се на некој начин разводни сето ова толку многу што и вашата енергија да ја снема, енергијата за барање на правда говорам, другата енергија да не говориме воопшто. Да. Па и тоа е има опасност, така. Да, па тоа е у голем дел успеано на тие што го монтираат тоа и што го планират. Мислите дека намерно се прави таква ситуација? Точно тоа. Стратегија одредена. Стратегија одредена. Нашата ситуација е толку да биде разводената и толку да биде ситуацијата омаловажена и членството разединето и ние како родители толку да бидеме понижени и на ниско ниво фрлени, што, така да кажем, таа шема е добро разработена и добро функционира на тие што стојат позади неа, поради тоа што големи иматни сделки според нас родителите се имат тука у игра
и големи фигури играат и за тоа што со текот на времето они се свесни и знаат дека ние сме исцрпени и дека ќе настојуват до максимум да не омаловажат и да не, така кажем, прегасат. Ми се чини, рековте пред малку кога говоревте дека си продолжуваат практиките исто во организирање на забави, во организирање на концерти. Точно. Практично тоа значи дека ние практично речиси дека не сме извлекле поука од вакво нешто. А вие од една страна барате правда, но барате и промени кои што ќе овозможат, ќе намалат можности да се случи повторно такво нешто, значи безбедноста да биде зголемен. Зошто не извлекуваме поуки? Што мислите? Испаѓа дека многу повеќе има луѓе кои што им одговара да се живее во таков систем во кој што секош некаде нешто ќе можеш да подмитиш, секаде некоја дозвола ќе можеш да платиш. Точно, секаде може да направиш објект во кој што не можат да излезат двајца, а треба да излезат во случај 100 луѓе. Точно. Па тоа е работата дека ние за нашата трагедија што не снајде, свесни сме дека сме како семејства од корен потресени и нашата еднина ја нема и сме уништени. Ама за да не се повторуват такви работи и за да докажеме дека нашите деца ни најмалку не се заслужили тоа што го доживеа и они и ние како семејство, ама ситуацијата некако на луѓето им е поважно парите, поважно им е материјалното отколку животите на некој неви што е настраген и што како семејство ние сме изгорени, се додека така се размислува и така се делува, ние секогаш ќе видиме, така да кажеме, држава без држава. Во секоја држава има мафија, ама кај нас мафијата има држава. И демек сакаме да идеме во Европа, дека сме демократски, а од друга страна Европа ни укажува секојдневно дека ние правно како држава сме далеко од Европа и сме испод рамниште на некои афрички земји или латиноамерички, а не европски. Мислите ли дека ваквите случаи, ова е трагедија, и други случаи, имаме и други случаи кои што тие сообраќајни несреќи големи и слично, пожарот во модуларната во Тето, мислите ли дека тоа како државата постапува и како се решаваат тие случаи, можеби покажува каква држава сме и на крајот на краиштата покажува и каде треба да се менува? Мислите ли дека има некој кој што не сака да се менува? Зошто не се менува? Па точно тие ситуации што ги имавме со сообраќајките, каде отидува многу живот исто. Државата е на испит практично. Како ќе постапи, како ќе го реши? Модуларна исто случаеви. И секогаш изговорите, тој што е настраген, тој е виновникот. Во нашиот случај сега се настојува виновникот да биде членовите од групата ДНК, кои во тој момент користеле пиротехника, а од останатите никој не осеќа никаква вина одговорност. А за таа пиротехника некој да ја внесе, некој да ја користи, некој му е дозволил, требало е некој да функционира, не е функционирал. Значи, се корумпирано, се подмитено, малолетници, представници на обезбедување, газди, тие кога го организирали тоа, на кој начин? Значи, тоа е се на црна берза, се на црна рака, без никаква тронка на професионализам, на одговорност на функционирање на правната држава. Дека се институциите, дека е нашата, така да кажам, толку фалена државна администрација, буџетари, само за големи плати и за мито. Сега и ситуацијата толку се омаловажува и на крај краишта испаѓа дека никој не е виновен, никој не знае ништо за наставно и чувството е толку поразително за нас, што на крајот испаѓа дека
тој што не е виновен ќе биде прогласен за виновника, а главните виновници на секој начин остануваат во игра за да бидат ослободени и заштитени. Што се случи со идејата за спомено бележје во Кочани? Имаше и таму да не биде ваму, да не биде таму, ќе потсетувало многу ако биде во центарот и слично. Има ли овде решение? Мислам дека имаше веќе дека ќе биде сепак во центарот некаде спомено бележјето. Па спомено бележјето исто така и за него имаше разни коментари и разни случаи. Зошто да биде таму, зошто да го гледаат сите? Така некако мислам дека беа коментарите. Точно тие деца са били од тај град и са функционирали од тај град и треба кога некој ќе замине да подсеќа на тие деца, а не да бидат фрлени настрана, да бидат исто така омаловажени. Ако му смета на некој, не мора да иде таму да го посети тоа спомено бележје, не мора да гледа кога ќе мине таму во спомен бележјето, затоа што тие деца се заслужили и барем една тронка почит некој да им даде. Ама луѓето, пак ќе кажем, кои немат и осетено тежината на маката, кои некако немат чувство хуманост, делуват без осеќајно и делуват, така да кажем, арогантно, одбивно и немат никакво чувство за соживот со родителите на починалите деца. Убаво сте напишале во една од реакциите на Сдруженијето, вели, ова не е прашање на комодитет, навика или личен мир, туку прашање на достоинство, колективна меморија и односот на општеството кон изгубените млади животи. Ова не е борба за локација, ова е апел за достоинство, меморија и совест. И токму тоа го дефинира ово што го кажавте сега. На крајот да гледаме од прилика дека за жал не можеме да имаме некои преголеми очекувања од судскиот процес дека ќе биде многу брз. Очигледно дека ќе има тука развлекување, ќе има обиди да се искористат сите правни средства, морални или неморални. Нема морал во правото и во политиката, за жал. Таму само има обиди да се спаси што може да се спаси. И мислам дека ќе имаме процес кој што ќе трае долго и прашање што ќе ни донесе. Која е определбата на вас, родителите, и на Сдруженијето? Како ќе делувате во зависност од тоа како ќе оди таа борба за правда? И второто прашање, како ќе се обидете со државата да најдете со надлежните, од кои најмногу очекувате разбирање, за да не да барате пари, туку државата да го додели она што нормално по сите логи и по сите закони следува во вакви ситуации. Не како помош, како... Точно. Ние како родители, како Сдружение, сме свесни за ситуацијата дека ќе се настојува нашата ситуација да биде долготрајна, омаловажачка и понижувачка, се додека функционираме ние, се додека има во нас енергија како луѓе дека постоиме, ќе се бореме на законски начин да докажеме правдина на некој начин за да се докаже дека нашите деца не са го служили тоа, а и ние како родители. Од друга страна, државата сама треба да се солидаризира и сама треба да ни искочи во сусрет, ако ситуацијата налага дека треба да се тај процес толку развлече и толку омаловаже, ние сме спремни како родители, како Сдружение да бараме и меѓународна судска разрешница, пошто западните демократии са многу по-реални и многу по-одговорни и за тоа што овака нашата држава е свесна и се знае дека има и виновници и одговорни
за настаната, за катастрофата, ама поради некои интереси на некого, тоа се фрла во канта и затоа ние се додека постоиме како родители, нема да се предадеме и под било каква уцена и под било каков притисок од било кога, ние на еден, така да кажем, човечки начин, на еден демократски начин ќе настојуваме да искараме еден мал дел од реалноста, од стварноста што ја заслужили овие деца и ние како семејство, како родители. Значи, имате намера да одите да ги искористите сите можни правни инстанции за да се дојде до правда. Од кого очекувате и до кога апелирате за повеќе разбирање во целава ситуација, еве за крај? Ние како здружение, како родители, до крај ќе одеме со нашите барања, а нашите барања се правдина, правичност и реалност. И почнувајќи од најниските, па се до највисоките инстанции во оваа држава, ако има некој разбирање спрема нас и ако има човечност, хуманост, секој ќе не разбере. И затоа ние на секој начин, преку сите институции, на демократски начин ќе настојуваме да не бидеме, така кажано, што гледаме од неправди, како се радикализират настани, какви случаи се дешаваат, за да свати некој дека не бил во право. Мислам дека ако некој малку размислува свесно и самокритично, нема да дозволе да дојде и кај нас до такви ситуации. Ви благодарам многу и се надам дека оно што го говорите и што го правите издруженијето ќе биде сватено во насока на тоа да се овозможи помал ризик и повеќе безбедност во идни, да не се повторуваат вакви случаи. Можам само да ви посакам сила да издржите во животот кој што нема зборови да се каже не е лесен и се разбира да дојдете до правдата која треба и да им помогнете на другите луѓе да не доживеат вакви ситуации во иднина, бидејќи тоа е еден дел од она што се обидувате да го правите. Ви благодарам уште еднаш што имате сила и да говорите пред јавноста, затоа што колку и да е тешко, сепак говорењето и кажувањето на ставовите мислам дека можат да сменат многу. Ви благодарам уште еднаш. Голема благодарност за вас, за вашата покана и за вашето разбирање и секогаш ќе бараме поддршка од вас новинарите, пошто вие најреално ја сваќате нашата ситуација и уште еднашка апел до сите институции во оваа држава кои мислат да ја сватат работата трезвено, за да искочи некоја правдина и некоја виделина војнина, да не се дешават немили случувања и настани, да проработи свеста кај сите одговорни, а ние сме свесни за нашите сопки што ќе ги доживуваме и сме свесни за нашата ситуација. Уште еднаш ќе кажам, се додека функционираме како живи сушества, нема да се предадеме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Томче Стојанов, родител на Андреј, кој што е една од жртвите во трагедијата во дискотеката Пулс. Мислам дека сите треба да сватиме од себе ова дека од таквите трагедии треба да излекуваме поуки за да не се повторуваат. Колку ги излекуваме во оваа година и нешто повеќе, оценете сами, а треба да оценат и сите кои што на свој начин може да придонесат да се менуваат работите. Ние секогаш велиме, нели понекогаш ќе кажеме системот треба да се менува, па некој ќе каже сите луѓе се системот, да, но некој се малку повеќе систем и го прават, некој се малку помалку систем и не може толку многу да влијаат, така да сите на свој начин треба да се обидеме придонесеме да излекуваме поуки. Благодарам на вниманието, со желба да имаме помалку вакви емисии, и со вакви емисии сепак да придонесеме за одредени промени кои што ќе придонесат за поголема безбедност и да се менуваат работите.